Од сичко носат кајмакот, од потта цедат го сокот. Од сичко носат кајмакот, маката нам оставаат. Каде си, брес, Андреј? Отиде по Симит, Симит се стори. Навратив кој место Славета. Ми го даде ова гласило. Вели, откако ќе го прочитате, дајте го на друг и добро внимавајте кому го давате. Илче, Повели, Баткојанче. што правиш тука? Ги мијам чевли. Види како вир си направил на душемет. И после се чуди кога мајстор Петре му ги трга ушите. Немам ниту капки и стои. Ајде, Види сега чиракот гледал поарно од калфата, а броди надвор измеги пред уќенот. Ако, Баткојанче? И слушај, оддалеку кога ќе го догледаш мајстор Петре да ни кажеш. Се стори, Баткојанче. Ајде. Наша реч. Законот изгласан од владата, така наречениот закон о радњама, тешко ги погоди и демагошки ги изигра правата на работниците. Ваквиот нехуман и нечовечен однос, сугериран од работодавателите и експлоататорите, допринесе за уште помасовно будење на сите занаетчии, особено на чевларите. Иде! Мајсторот! Не! Полицейскиот писар Пузович. Отвори го пенџерето. Лај, 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 лај. Да ти видам бело лице. Лај, 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 лај. Бело лице, грейти ночи. Лај, лај. Бараш нешто, господине писаре? Тој што бара, ќе најде. А и тој што си ја бара бељата, и тој ќе си ја најде. Така е. Господин писаре, да ти ги светнам чевливе? Ајде. Не со плунка, со боја. Е, Значи, така,
Си работите и се е во ред. Ете, работиме за еден човечки живот. А човек то гордо звучи. Ако. Каде ви е, бе, майстор Петре? Го викна во даночното да однесе пари за данокот. Дано, се разбира. Политика од минатиот месец. Ја најдов на улица фрлена. Политика. А ти вака мал па читаш. И од тебе еден ден ќе стане. Мајстор. Со Господ напред. Ако? Мајстор. До скоро видување. До гледање. Ај, ќе заборави. Еве билети за приредбата Коло српских сестара. Обрзно да дојде мајсторот. Обрзно! Се разбра? Како не, ќе дојде со мајсторицата, со Петрејца. Мајсторот душа дава за забави и игранки. Бога ми. Па сега и не мора да дојде. Важно е да испрати пари. Пари, ме чули? Еде, Ај здраво! здраво. И поздравете го мајсторот од мене. Од писарот Пузовиќ. Кажете му дека деновиве ќе го посетам. Здраво! Здраво. Си отиде. Паткојонче. Еве, Аври. сега пак да излезам надвор или, а? Ајде излези и гледај да не дојде мајстор. Ајде. Се стори, Паткојонче. Урсовите синдикати бараат 10-часовно работно време и забрана на филијали по малите градчиња. Иде! Мајсторот! Не! Твојата цара! Трај бре, Урсус, не ти рекол да ми кажуваш за цара. Не ми речи ни записано това, ако не ти каже. А? Нощи сакам да ти дојда. Нощи сакам да ти дојда. Силно ме Преподура не може да дојда. Иде мајсторот! Мајсторот иде. Добро утро, мајстор Петре. Добро утро, мајсторе. Добро утро, комшија. Се биде утрото, уште се бајле на гладно срце, не одрасо данок. Дери кожи се дам. Пап. Бе, вака ли се мија чевли брем? Купиле! Види колка вир си направил предученост. Де собириш водата? Со јазик, со метла, како знаеш? Добро утро, мајстор. Добро утро, мајстор. Стани, станке, стани душо, стани утре, Не, порано, а? да Дај, само дај. Од каде? стани, станке, Знам. стани. Знам дека си станал рано, само што имаш изработено од изутрина? Еве, мајсторе, ги тргнав накала по овие чевли и готови се да ги шие сандрета банастари. Работиме, еве, мајсторе, не сме со скрстени раце. Доста! Пуштете ги повеќе. Рацете од колку јазикот. Еве, тоа правиме. Повеќе муабети не сакам. Работа чиста и послушно сакам. Да работиме, мајсторе. Тишина! Прости, мајсторе, ама тишина има само во шишиња. Затвори си ја пештерата, бре, мочко е. Не даваш да пееме, не даваш да се смееме, не даваш да прашуваме што да правиме.
Немате вие што да опитвате. Ако имат нещо да ви се кажат, јас самиот ќе ви кажам. Разбра! Разбрав, ама еве, не знам новие чели што да им правам. Се што треба. Се што треба. Зависи од муштеријата, колку му е долга чергата. Од каде ќе знам што е пазарено кога ти не кажуваш? Казам ви нагла! Овде треба да имате! Овде, а не овде! Што се смееш ти, бре, лепешка? Многу умно му рече, мајсторе. Лепешкар! Слушај, и понатаму ќе си останеш таков, ако не ги слушаш умниве зборови што ти ги вели мајсторот. Утре ќе те прашаат кој те воспитал тебе вака, а? Кој кого изучи занаед? Не, солевава да се прекрстам. И од тебе да чувам еден умен збор, што да превртам или столче. И така не отворено да устам. Се насмеа од срепот на шутарот. Па добро се насмеа детето затоа што мајсторот покажа... Доста! Аука ти не сакам! Еди! Брегијата! Ова ли, мајсторе? Не така, брат. Не така. Со едната рака наградите поднаведнат за ихтибар, а со другата рака ја подаваш белегијата по... Белегијата! Повели! Така ме учил мене мајсторот мој, така учам и јас. Газарничето! Ајде, пукна пушка, бре, Джану. Пукна пушка. Ајде, пукна пушка. Дјавол да го за некој ме сретно за изутрина. Што беше ова по... Ше беше, се клештиш ти, бе. Даваш поука на младите. Зошто, бе, мајсторе, си измачуваш душата? Ја. Зошто не си наместиш едно масиче, едно панго за кроење? Мајстор. Па потоа да го окити со теркови разни журнали за чевли, да си ставиш еден убав молив на увото, а не ова мицкаво врзано со сиđимче, гледај. Па потоа да си ставиш едно сантиметро на работу, како мајстор, со него да мериш, а не со прсти. Па што ми зна прикажа? Тоа ти е нова мода шантиклер. Долг молив на уше, сантиметро, сантимова е аукатска канцеларија, а не чарлатска работилница. Така ме учил мене мајсторот мој, така учам и јас. Кому не му бедни свит? Братар. Како е за одање, че си одам? Имаш ли грб? Самари колку сакаш. Јонче, полека, арене мајсторот. Ја, отиде во Белград, ти ги наполнија ушите дека тамо имало синдикати, луѓе што се грижеле за правата на работникот, поседе тамо 3 години и се врати како да си ја исцицал целата мудрост Соломонова. Можам да ти ја донесам дипломата. Чувај си ја, ке ти притребе, чувај си ја. Никој нема да ти го признае тоа тескаре, дури не го потпишам јас. Зошто си тако, бре, мајстор? И како си? Пред 3 години се вратив од Белград, дојдов кај тебе на работа, ти не ми подаде рака да ме пречекаш. И мајсторот мој во Белград ме имаше како син. И не само мене, со сите работници беше тако. Најдуваше убав збор за сите. И сигурно за сите работи, од вас бараше совети, а? Се разбира, заедно го делевме и доброто и злото. Заедно ги третираме сите проблеми. Економските, културните, па и политичките. И политичките, а? Што се исчудуваш, мајстор? Па тој е душа човек. Кога ќе проговори како мед да му тече од устата. Еве како сега да го слушам, вели живеј. Ама дај и на друг да живее. Сите прсти на раката не се еднакви, така и луѓето. А имаше и такви кои ги експлоатира работниците. Ќе земе многу работа, ќе ја даде на други да работат прековремено дома. А тој ќе им фрли по некоја коска да го одат и ќе си го полни кемерот. Ние работниците, таквите од стадото наше ги бркаме како шугави овци.
нека. Со еден збор сакаш да речеш дека јас сум еден од тие, да не речам шугава овца во трлото, а? Не бре, мајсторе. Убаво човече си ти. Ама си со стари разбирања. Не одиш со време во кое може да те прегази. Како те учел мајсторот твој Дживджанот, така сакаш да не учиш и нас. Техникава и наука водат напред, ти сакаш да ги запреш. Дојдоа лоши времења, мајсторе. Ако не се здружиме, издружени да се бориме, ако не го направиме тоа оддавачки, не ќе ти останат пари да си купиш сиџим да се обесиш. Ja. Ти се некако така, како јас да сум крив за сето ова. Не, крив е Петре фурнаджијата што прави криви кифли. Кој? Слушај ти, Барбучка. Не изтрчувај како прле пред магарица кога двајца мајстори сериозно разговарат, зашто ќе те однесат мътните. Добро. Добро, мајсторе, остави го, садре како сандре. Добро. Толку ми изнервира ова мекере, што не знам кај заправме, што ни беше муабет. Да си купиш сиџимка, да се обесиш. Не, красно. Мајсторе! Питулици ќе направам од тебе. За сета моја добрина. За се што сум скорил за тебе, ти да ми речеш да си купам сиџим. Може да Јонче рече оддавачки, не ќе ти останат пари да си купиш Јонче, кажи, ајде бре. Мајсторе, јас го реков тоа, ама во друг Во смисол. друг смисол. И не остануват. Да знаеш. Што знаеш ти? Чекаш да дојде понеделник, да си лапнеш 10 динарката и понатаму глава не те боли за ништо. А јас одам од еснав до еснав, се резилам, зајмувам, да ви стокмам некоја паричка да однесете дома. Преку таа сета вие дека мене ме соголија со давачки. Дојден сум до фалименто. Фалименто, еј! Чекам барабан пред куќата. Добро, не е крив, мајсторе, прости му. Те имав како татко, бре, мајстор. Еј, бе! Не бараше некој муштерија? Кој? Не. Кој? Те бараше. Кој те опитва тебе, бе? Кој те опитва? Седи тука! Уста да имаш, јазик да немаш. Јонче, зборви. Јас од кога сум дојден, никој не те побара. А понапред? Зборове, бре? Уста имам, јазик немам. Јонче. Без зборове додека не си го езал чотекот. Па тој ми нареди да молчам, сега зборове, молчи. Ами, мајсторе, ти му нареди. Па јас, бре, јас го наредив. Јас зборви, де. Вака, мајсторе. Прво те побара еден просјак да му дадеш милостиња, нема човекот што да каже. Прескокни го него, бе, кефеше. Потоа дојдоа две калуѓерки да им дадеш милостиња за изградба. Да ги скокам. Скокај! Потоа дојдоа друштвото Јадранска стража да те зачленат. Да скокам. Пари, скокај! Па сега зборот го има Јонче. Ма тебе те опитав, бе, немтур. Кај него се билетите, мајсторе? Ги донесе писарот, кузов. Какви билети, бре? Еве, мајсторе, покана за големиот бал на Сдруженијето Коло српских сестара. Па. Ај, бегај, бре. Бре, балови, тинтири-минтири. Со вашата ценета сопруга, Со кого, бе? со Петрејца, Ај, бегај. со богата културна програма и лотарија. Ај, бегај, бре. Бре, ми дошло мене до балови и до игранки. И јас му го реков тоа мајстор, ама тој вели нека ги плати картите, не мора да доаѓа. Види леба ти, јал не јал 3,5. Скокај! Скокај. Имат ли нешто поважно така, а? И, мајсторе, се заборав. Те бара од уредот. Да им платиш за Јончета и за мене. А начуле и за Илчето ти го држиш непријавен. Ќе те казнат ако не им платиш. Готово. Платно им на очи и ним, и вам. Леле, Господи, ќе ме сокола, дај. Господи, не воведи ме во искушение, но избави ме од лукава, дај, на ти тебе билети за бал. Еве ти, Јадранска стража. Еве ти, Ма не е крив, мајсторе! на тебе ќе истурам сета моја горчина, што како бигор ми лежи на душава. На! Мајсторе! Ај, Што ти е, мајсторе? ај. Мајсторе, Мајсторе! мајсторе.
Што ти е, мајсторе? Нищо не гледам. Темница! Фалименто! Фалименто! Майсторе, Момче! майсторе, Кили умре майстор! майсторе, Свесте си, мајсторе! майсторе. Момче! Момче! На работа! Нищо не ме бе, комшия. Нищо не ме бе. Добре, ти аз какво ще Нищо бе, так. помогнам. Лути се. Каква... Що? Нищо не бе, нищо не бе. Евена, пеям. Пушка, пукна. Не, нищо бе, нищо. Това ме удри. Удри два реда чили. Да ти биде благодарен муштерията. Шере, ще се пикнал ти под маса? Еви, увкам на цевливи, ще ги мия да се изсушат. Не се сушат с увкание, бре. Майстре, да им дувам? Ке те дувнам и аз тебе. Си свършил една работа, се ми работа и друго. Така ли ве уча да скалите по школията? Да го губите своето време? Майсторът мой, край кого ще уче вземе? Дживжанът? Како сега да го слушам. Времето е злато. Времето се пари. А що ве уча вас да скалите да ядете повече сирење од лед? Како низно за да го имате земено за најасов наш. Ако не го примат на друго место на работа, челар ќе го глават. Ајде. Илче, Повели, майстор. ти си бре нов. Тебе требит една поголема молитва да ти се очитат. Јонче, помина ли овој под пангово? Не, ама немој, мајсторе, не прави го тоа, постоја денеска и други педагошки... Ма имам ја своја педагогија, ја научи под мојот мајстор Джипджанот. Не признавам друга педагогија. Треба да се пролеш под панго. Не така, бре! Нито! Првин, прекрсти се. До 3 пати ќе се пробиш. Ајде, он ќе земи го кајш. Ајде, стори го својето. Што му се мисли сега, де? И со тебе правиме така, аде? Не е убаво, мајсторе, ама гревот на тебе на Ајде. која душа нека биде. Ајде! Ајде, малечок, нема друго. Ајде! Ајде! Оле, готово! 3 пати. Би изгоре, бре, майстор. За твое добро е тоа, бе, за твое добро, бре, е тоа. Ајде, ело вамо. Ело вамо. Ај сега, баци го Скутников и баци го Чеканов, зашто тој со лепките рамите. Уште нешто. Кој ќе дојд некој муштерија, ќе дојд. Ќе му понесе столче, ќе речеш, повели, сега ќе го викнам мајстора, да видам, јас да видам. Повели! Сега ќе го викнам мајсторот. Убаво. Мајсторе, ако сега да каснам од изутри на зала, какво ще не се остане? Ајде, касни. Ајде. Ајде, пукна пушка, бре, чарно. Пукна пушка. Ајде. Абре, ти овде дојде да учиш за даскал или за чевлар, бе? Ајде! Поди напълно студена вода! Попът ял ги! Така сум ял и јас! Не лути се, мајсторе. Денес само добар, учен, современ за нечие може да обстани. Капиталистите го измислија оној комбинат бата и го преплавија целиот свет. Ќе не запустат, отворајќи нови дуќани, затворајќи ги нашите. Тоа ти е мижи да ти ба. Заврши? Уште не сум и те молам еднаш да ме изслушаш. Ајде. Еве, јас дојдов од Белград
со диплома в рака. Ама немам капитал. И кога би сакал ти, мајсторе, јас да го вложам сето моje знаење, а ти инвентарот и дојќано, ќе ги втераме в шутар сите конкуренти. Па. Што мисна прикажа? Си кажа детето и си остана шибо. Сега гледам колку ти е наполниле тиквата белградските мајстори. Ти и мене ќе ми соли шум. Тој ќе кој и сега ќе се ложици. Че кој после тој е крив, мајсторот е крив. Ме разбираш? Ајде работа, бе. Ајде имаш коле. Бре, Селенко. Повели се. Бе, акма. Седни. Не бе, не сум сега додека ко муштери, разбираш, толка чест да ми правите. Си имам некоја мака, ме разбираш. А кога веќе ми е мака, ме разбираш, не ми е мака што ми е мака, ме разбираш. Ама кога да не ми е мака, да ми е мака, тогаш ми е многу мака, ме разбираш. Еве и сега си имам некоја мака, па си реков, ај кај Петрата да се истера мака. Повели коле, седни. Повели. Еве, зачури една коле. Повели. Спојте. Бе, Селенко. Бре. Оган, да ти изгори, бе. Добре, ска те пије. Оган, запали цигара. Бре, мајстор Петре, бе. Види, се така. Каде имало денес такви чираци, какви што сме биле ние некогаш, Пе. Тури му пепел. Па и јас мачам со мојне, бе, разбираш. Па не утите разбират, бе, разбираш. Ти зборувај си колку што сам, ти не те слуша, бе, не. Аде, бе, пали. Мајсторе, дај еден динар да купам кибрит. Ти давам, јас себе. Земи донеси през навода. Ти ќе ми запали, пуши. Ете, се така, коле, се така. Не отсти се деца како деца. Мајмуни! Еве до пречи. До минутава се расправав со господинов. Сакат дуќан од мој место во моје да ми го земит, па сам да повел. Што зборуваш ти, бе, разбираш? Сум бил неграмотен. Ти? Не сум одел со времето и ако вака сум продолжил, ќе ме лавнела кучката. Разбираш ти. Да ти кажам ја што ми направи оној мој поголемиот, бе. Толку ми падна мака што избегав. Избегав од дуќанот свој за да не ми е мака, ме разбираш. Така ми падна мака. Не зборувај, еве, ги имам до себе. Така врие нешто во мене и сакам да се искажам маката да ми олесна. Еве, иде пред малку еден муштерија со пат, да му сошијам костум. Да, не, се пазаривме, пиевме по едно кафе и си отиде. Земам да го скројам и да им го дадам да го шиете. Ќе ми рече поголемиот. Абе, мајсторе, ќе ми го даиш, бе, ме разбереш, ќе ми го даиш и јас да го скројам. Абе, акмак, бе. Абе, Селенко. Абе, уште не ти е времето за кроење. Па нема ни 4 години како што си на занајето, бе, ме разбираш. Така е. Дај му ги ножиците в раци и не го гледаш повеќе во дуќанот свој. Абе, ќе ти речи сега и јас сум мајстор. И карчија гледаш, уште едно шивачко дуќанче. Ете кај ви узајако. А што би сакал ти, мајстор Коле? Да му ја вадиш душата како на ученик додека е жив, а? Работи кај тебе толку време, се стоил за женење, ти уште го водиш како чирак. Кога ќе го научи кроењето пред умирачка, умре тоа. Што умрело? Умрело, бе? Кој умрел? Звести работникот. Нема веќе експлоатација на работната снага. Еден ваш колега така во Белград, ама го лавна кучката. Како тоа го лавна кучката, бе, ме разбираш? Така го лавна како ништо. Има некој кој ги брани интересите на работникот. Не еден да работи, друг да се богати без потење. Умре тоа. Па. Овој ти бил бетен од софрета мој, бе? Што мислиш, јас имам полоша стока во дуќанот мој? Бреко, Дојде крајот на светот и само потоп мој да не споси. Само потоп. Политика време правда, синът е палтатка, најдена бесен човек во Гревската градина. Синът е палтатка, сензација, новине. Синът е палтатка, најдена бесен човек во Гревската градина. Новине. Во чули ти ова, Петре? Синот е палтатка. Син
otepal татко. Дойде судниот час. Еј, времиња, што дочекавме. Деца да научат како да работам и како да кројам. Петре, сум бил мирен пред мајсторот мој, како мува, бе, ме разбираш? А, бре, мајстор Коле, го гледаш ли лепилово што виси како сврдел? Која? Го гледате, а? Што? Што мислите зошто е ставено? Да се лепат мувите, да се лепат една по друга. Има ли нешто поздодевно од мува? Чека, каде бре? Каде царо оди пеш? Ете, гледаш? Тој си имал мака од порано. Гледа, нека видат и тие мака како што сме виделе ние. Нека биде. Не гледаш каква пис уста имаат. Мајсторе, Што е сега? нешто со стомаков не е вред, ако може да излезе малку. Што? Не може! Седи. Седи ми како? Седи! Види и ти малу мака, како што видел мајсторот твој, бе, разбираш? Ама ќе направам некоја джамила комзе, мајсторе. Седи тука, турне се вратионче! Што друго вие правите? А джами? Бил поголем мајстор од мене. Занајатот подобро го знаел од мене. Тој. Ти вели правиш чевли како лопатарки, а јас лесно, модерно чевличе, со звездички, со дупчиња, когоиш да крцка. Многу, многу. Ако немам бели пари, капитал да си отворам дуќан, имам златни раце. Занајатот подобро го знам од тебе. Коле тука како нешто, како грудка ми застана и ме да. Еве ладна водичка да си ја разладиш душичка. Медам! Мајсторе, те молам, пушти ме некоја джамила, ќе направам овде. Седи таму! Добар ден, честита работа, мајстор Петре. Тој ги съска. Тој. Знам, бе. Ќе да имаш, Славе? Повели, седни. Не треба, иде младија, нека си постои. Не. Ако де млад сум ќе постојам. Туку... Што се први кој е овдека? Симулант. Не, бре, гледат некаде да издувните. Ма не пуштај го помаргу, не гледа си има некоја мъка. Пусти го, ќе направи некој резул. Ај, од... Пене! Брко враќај се. Ова не тичи вид, мајстор Петре. Кај ти е човештината, човек е, не живото, и со животно така не се постапува. Мориславе, не ги знаеш ти, како театарчи се преправа. Сојтарила, го разбираш ти, сојтарила. О, Славе! Здраво, Јонче. Здраво, живо. Го добив гласилото што си го пратил. А валда му е на оној што го напишал. Така, така. Да не дојде, чевли да порачаш, а? Погоди, сакам да нарушам некој чифт. Внедева се жена. Ајде, Спалајте, мајстор Коле. Славе, вие, Што е? младите, напредните, се кај бата купувате од оние шими кондури. Нека си купит кај бата, коле. Нека си купит. Ама од дома надвор нека не излаг. Да. На една невеста и купил кумот шпиц чевлиња кај бата. Арно е модејки на венчавка заврнал дош и табанастарот созлепнил чевлињата како питулици. Еве ти го невевчето иде кај мене. Мајстор Петре, ми се одлепија чевлиња. Пукни, залепи ги му днесне и верам. Да ми удриш некоја чилија. Да ти удре. И така, мајстор Петре, да се погодиме. Ќе се погодиме, како не ќе сме се погодиле. Што? Абе, дај столче да седне Славе. Па ти рече млатија, нека си пост. Тоа го запамети, а? Ако не знаеше дека идам ко муштерија. Повели, седни. Сега ќе го викнем мајсторот. Бргу дома! И бргу враќај се! Видове, Славе, кажи сега колку чифта сакаш. 5 за дома и 5 за кај местата. Аха, видове. Колку пари ќе бараш? Лесна работа, де. Тебе нема да ти земам повеќе од колку на другите. Кажи сега колку чифта сакаш, женски, колку машки. 3 чифта машки, 5 женски и 2 детски. Виж. Само имам една молба, мајстор Петре. Знам што ти е болката.
него резили мајстор Петре образот со тоа што ќе спечали неколку банки па да ти турам полош материјал. Не берам гаје за тоа, мајстор Петре, туку е една друга работа. Чевлите сакам да ми ги направи Јонче. Опа, разбираш ти. Не разбирам. Што има тука да се разбере, мајстор Коле? Има видено чевли кај другарите што ги направил Јонче и многу ми се допадна. Па јас и да сакаш да ти ги правам, не ти ги правам. Јас одамна го имам фрлено чекано, само со нож кровам, на машина сошивам и после другата работа ја вршат Јонче и сам. Јас сакам, мајстор Петре, се да направи Јонче. Не разбирам. И јас не разбирам, разбираш. Абе, разбираш, како не разбираш? Јасно вели Славе. Сакат да му и правит и кроит Јонче. Кој те опитва тебе, бе? Не ти велам тебе, му велам на разбираш, што не разбирам, разбираш. Мајстор Петре, јас кажав јасно и мислам се разбравме. Добро, помајстор го сметаш Јончетата, тој да ги крои ти прави? Тоа не реков мајстор Петре. Старинските еминиите поарно ги правиш ти, ама овие модерниве сега што се кројат по журнали, Јонче поарно ги прави. По журнали, По а? журнали. Со звездички. Со звездички. Со дупциња. Добро, штом сакаш ти тој да ги крои ти прави, нека и прави. Ама јас и мојава фирма со ништо не одговарам. Што бе добро, што бе добро? Па не можам да замислам и да разбирам, разбираш ти, калфата поарно да ги изамотал од мајстора, бе? Мајстор Коле, што има тука да се разбери? Убај, лоши, кој што ги направи Јонче, ќе ги земам. Еве ти рака. Еве рака, мајстор Пресечи, Петре. Коле. Немој да се резилиме, после јас се слав. Ајде, Илија, нека. Ајде, нека види. Мајстре, те поздрави мајсториците и рече тоа што ти го порачала од изутрина, да не го заборавиш оти... Што ти? Што ти биле? Не знам, мајсторе, дали смеам да кажам. Па кога кажа за порачката, кажи што ти. Оти... Дома не те прибира. Ти покажам, јас не се баре можам. Јонче, земи го сантиметрото, а наврати до кај мене до дома, да земиш мерка, па ќе... Како ќе рече мајсторот? Лесно работа да е, штом ќе ги кроиш и правиш ти и треба мерка да земеш. Абре, вие младите бе ме разбираш, многу си се крепите. А зошто да не ме крепиме и вас постарите? И вие сте наши. И вас ве сакаме. Абе, ваши сме, ама не иќете бе, Не, разбираш. сега, Се сега. нешто настрана, шушуру, бушуру, се шепотице нешто. Како да не шепотиме? Па нема животно со кој не сте неспоредни. Јонче, да си го земеш зборот назад, разбра? Не е така. Па 100 пати ми имаш речено макар. А мене милион пати лепешка. Еве, Илче, вчера дојде на работа и веднаш баци рака на мајсторот Брбушкар. А Брбушкар... Ајде, Сандре, немој така. Мајстор Петре е добар човек. Има големо срце. Имам, слабе, срце како амбар. И ќе ви докажам. Еве, од денес, пи збор в уста не клам. Клетва давам. Вака да се сторам. Вака? Вака. Ај ќе види. Ајде, со здравје, место. Оти ли? Па ќе остави бај, гани. па на ними, па. Ти на Ајде, на кој мене. знаеш, што? На мене. Мајстор Коле, почекајте те поиспрета ми така, сакам да се видам со софрета со кафата твој. Ајде, со здравје. Седи со здравје, мајстор Петре, па повели ти со Петреца кај мене на содба. Ќе дам. Да дојдиш. Ајде со здравје. Ајде јас да си одам. Ајде. Што сакам уште нешто да сторам? Што требаше? Јонче, Повели мајстор. за префрлувањето на дуќанот, намени предвечер кај мене дома, па со мајсторицата Томанија, па ако најдеме мунасип, земи го дуќанот твое. Ти благодарам мајстор. Чек, реков ако најдеме мунасип. Ај со здраве. Со здравје мајсторе. Поздрави дома. Да не заборавиш што ти порачам, мајстор. Трајбе, копи! Копи! Абе, колку пати ти имам речено? Два пати за иста работа, не сакам да ми се зборува. А мајсторе, ако не сакаш ти да кажеш, јас да кажам. Ајде, речи. А мајсторицата рече, ако мајсторот не сака да му каже на Јончето, каже му ти. Ајде да кажем. Да му направиш едни плитки чевли, не може да го гледа веќе во овие лопатар. Па тоа ли е? Ништо полесно мајсторе, јас за тебе ќе седам до Беловидело и ќе ги направам чевлите. Или ќе столчето. Сандре, книга и пишувај. Олека, бре, прпуш! Мајсторе, вака, Бе, брго собери го, ама собери ги овие. Повели мајсторе.
22, 22, 26, 26. 46. Мајсторе, проштевај да те прашаме и тебе какви чевли сакаш, а? Ти прашаш, а ми? Некој сака модерни, некој... Така е, мајсторе. Мајсторицата го има пиано, а и задуџенот му има збрук. Кажи сега, длабоки ги сакаш или плитки? Длабоки! Направи си плитки, бре, мајсторе, ќе зовриеш во овие... Раков! Длабоки! Пиши, Сандре, длабоки со лесни џонови. Не! Со тешки џонови, со дупли џонови и со ластико. Пиши, Сандре, со тешки, со дупли џонови и со ластико. Мајсторе, шарата барем со дупчина. Не! Клод ги сакам. Без дупчиња и тие ваши дзунзулиња. Ајде, затворајте го дученот. Рано на спиење. Утре порано. Лека ноќ. Со здравје, мајсторе. Тврд орев е, мајстор Петре, а? Ќе го скршиме. Изгори мерак, изгори. Изгори, пепел се стори. Сал не сгорива јадови на стари, добри мајстори. Да видам. Само да видам. И на кепенокот да умрам. Мајстор Конте! Добра сте. Што е, го нема мајсторот? Ако го нема мајсторот, тука е неговиот заменик. Билчо! Илчо ми кој? Јас сам и што мислиш ти? Толку пати доаѓам, а мајстор Конте го нема. Што би рекле французите, жиска и си. Што рече? Сигурно му дошло до овде. Дај ги чевлите, Сотирчо, кажи што треба. Овде да ми ги закрепиш. Слушај, Илче, нека ни посвери малку, па после ќе видиме, а? Кој бре? Моа? Што вели? Не го разбрав. Слушај, да не ни опаша мајката? Да мудриме еден чотик. Не сакам свирењето да ми го смета во пазарот. Јас сум љубител на музиката, свирам само кога ќе ми се посака. Не свирам со сила, не свирам ни за пари. Еле бре, Сотирчо се шегува, Сандре. Иако тепачката му е како добро утро. Ти мене ме познаваш, нели? Јас сум ти карактерна индивидуа. Ја мразам тепачката. Сотирчо. Ај ти како умен и образован човек, кажи ми што е тоа сила. Сила? А? Сила. Силата е, французите велат, виоланс е ла диктатура. Диктатура, гледаш? А јас не сум диктатор. Јас сум ти широка душа. Демократ. Радикали свирају, радикали свирају, радикали свирају, демократи играју. Се знае, се знае. Се знам. На работа. Се знам, ама едно не знам. Што тоа? Како да истуркам до први со парите што ми ги дава Јонче. Па добро, јас не знам тоа. Ајде, доста на работа. Димчи. Акал по говедата. Димчи. Шо, бре, шо? Шошки ти тиква, Димчи, бре! Повели! Так,
така е, Баго. Акаш како говедар. Беше ли оди зутре на вурет? Бев. И те прегледа ли доктор? Не ме прегледа. Вели, ке ти мине како на куче. Како на куче, а? Мамата нивна буржујска. За нив ние сите сме кучи. Добър ден. Бонжур, мадмазел Панче. Добар ден. Добар ден, Панче. Од кога те немам видено. Повели, седни. А къде е майсторът? Сега ќе дојде, седни. Ако се брзаш, ќе го викнем. О, не, че го почекам. Ќе ми биде приятно во вашето друштво. А вие одите некаде? Не, зошто? Па ве гледам вака по кошула, залижан, изчешлен. Грицка. Па... Поканет сум во едно патриархално семејство. Ајде ме, Бошкар, поканет тој. Тие се опиени од мојата духовитост, па сакаат малку да ги разонудам. Ке се обидам тебе да те разонудам, ако ми дозволиш да седнам до тебе. Зашто не поверувате? Фанче, да не сакаш чевли да си порачаш? Да, само дали имате убави кожи? Како не? Имаме, Фанче, имаме. Меки, убави, како обравчињата твои. Се плашам да кажам поубави, да не те навредам. Треба да ти земам мерка. Дај ми го рачето. Ушто меко раченце имаш, Морифанче, меко како памук. Што би се рекло, ни орало, ни копало. И мојве не се лоши, само што се плоскајци од чеканото и испукани од ветрот. Но тој што го сака и го цени трудот, не се гласи да гледа во валкани раце. Да видиш, во недела, кога ќе ги измијам со гирит сапун, кога ќе ги намачкам со вазелин, и моите раце стануваат меки и убави. Што зборувате вие? Па јас и самата сум од работничко потекло. Мојот татко е металски работник, дреар, неговите раце се исти како вашите. Но тој со тие раце не одгледа и на сите ни даде образование. Може ли да те бакнам, Фанчо? Зошто? Како мелем на рана ми дојдоа твоите зборови. Не можеме сите со чекан да работиме. Нам ни се потребни лекари и учители по музика, инженери, интелектуалци. Нивната работа е таква, затоа нивните раце се меки. Но, колку што вие не можете без нас, толку и ние не можеме без вас. Зошто тоа делење на класи, но што правите вие? Пуштете ми ја раката. Не ја пуштам, Фанче, како можам да ја пуштам кога те слушам како умно и напредно зборуваш? Пуштете ме, ќе влезе некој. Нека влезе целиот свет. На сите ќе им кажам. Јас си го сакам ова девојче и ќе си го земам за жена. Овде не е место за такви ветувања. Јас имам мајка, татко. И ним ќе им кажам, Фанче. Еве, да се најдеме вечер покрај езеро Кечуновите и право кај нив. Бидува, Илче. Во 8 часот. Што е, бре? Бошкар. Ајде, насмер се. Другарчето ти се жени. Сотирче. Дай ги следна песна уште повеќе да го разпочнем. Ке се женам, гајле немам, бре. Ке се женам, гајле немам, море, бре, леле, бре, ајде тука, бре. Добар ден. Добар ден. Здраво, Фанче. Здраво, Сотирчо. Бонжур! Мене ме чекаш. Да, дојдов еден чевли, ако може да нарачам, само да бидат онака шик по најновата мода и најнови журнали. Да и направиме, мајстор, е? Бидува, Фанче, еве, разгледај. Повели. Илчо, Повели, мајстор. убаво ноже има, Фанче, а? За чевли. Кушиши од шампанско. Повели, седни, Фанче. Одамна не си наминала кај нас. Па, зашто друго би доаѓало, освен кога треба да нарачам чевли? Еде, само за чевли ли се доаѓало, а? Сакаш малку да те стегат? Се разбира, ако не ме стегаат, ќе ми паднат од ног. Нема гајле таа од стегање. Преди Илче ги стегаше рацете, оф не рече. Не те прашав тебе. Стегни, мајстор. И тебе не те прашав. Се, и ти како мајстор Петре почна. Пиши 22, 22,5 и 36. 22,5,
36, браво. Како овие на мене, што се многу убаво ми стојат, мајстор. Фанче, ќе ти ги направам за мерак. Сета мајсторија волив ќе истрам. Мајсторе, па Фанче има носено од илчета. Еве јас да ги направам. 12 јазика да зборуваат, бога ми. Да не се карате, јас ќе ги направам на Фанче за реклама. Прости, мајстор Јонче. Ама Илче сакам да ми ги направи. Добро, девојче, добро. Илче ќе ги направи како јас да сум ги правил. Бре, мајсторе, да е сега тука мајстор Петра да го слушне ова. Мајсторе, знаеш ли зашто Фанче сака јас да ја ги направам чевлите? Зошто, Бринче? Си дадовме збор, Ајде. а вечер ќе удриме печат на се. И заборавив да ти кажам, заедно ќе одиме. Имаш писмо од цара, тоа што си ја пишал, што си ја побарал за жена, таа се согласува. Ти закажува состанок овде во Звитино. Во 8 часот. Еве го писмото ако не веруваш. Сте го отворили и сте го читале? Не пред Фанче, насамо. Како насамо? Па, нели рече, ние што работиме кај тебе, да живееме како една фамилија. Море ќе ви покажам јас фамилија, ајде на работа. Добар ден, Јонче. О, здраво, Славен. Како си? Повели. И Фанчето била кај тебе, а? Што прави татко ти, а? Да не те токми, мајстор трпе за мажачка, а? А и тоа ќе биде ако е късмет, мајстор. Дај Боже. Како сте дома? Татко ми не појде денес на работа. Имал некоја важна работа во началството. Во началството? А не ви кажа зашто се работи? Не кажа пред сите, мене ми кажа. Штум ќе ја чуеш, вели сирената од бродчето. Веднаш да се мушнеш со другарите и другарките во колоната. Сила е тој, сила. Јас се сретнави сутрина со него, ништо не ми рече. Затоа јас побрзав. Дојди. Слушај, другарите од синдикатот отидоа кај началникот да преговараат со оние верикожи. Добро. Ако не одбијат, штрајкуваат. Добре. Кај вас е, бре? Ние сме готови, го чекаме сигналот. Одам да ги изясним. Ајде. Добар ден, мајстор Петре. Како си? Седи со здрави, мајстор Петре. Со здраве, Здрави. Ајде со здрави. Славе, тука, матат овие нешто. Мајстор Петре! Ајде, Ајде, работа кафа! Ајде да имаш повели. Види, рафтови, кожи, Види калфи, чиравци, а? Види кала, макина, а? Макина, а? Макина. Ако, деца, ако, што дошло момиче, а? Чевли да си нарача, а? Чевли, мајсторе, што Какви мори? Са дупчина? Добар ден, Сликопети. Да не турочам чија беше, мори да не пукнеш. Немој така, бре, мајсторе, да пукне. Не мислиш оти и јас ке пукнам заедно со него? Оди кради коњи, бре. Кој то питва тебе, бре? Кој то питва тебе? Не, ја опитвам. Чија беше, мори, На момент? трпета металецот. А, го знам. Домаќин човек, мој муштерија беше. Повели, мајсторе, седни овде. Не тука, бе. Неко. Не. Ете тука на троносчево ќе си сен. Фабрика, а? Фабрика. Моме, гледај некои со поголеми дупчиња да си нарачеш. За гарнирање имаш ли ваква кожа, мајсторе? Имам. Прави ги, мајсторе. Што ќе те се мори со дупчиња, мори. Направи си едни клод, шумело, грмело, ќе им се изнамеси. Завеш чевларите тој порро, ќе ги искинам и нови ќе си нарачам. Прави е, Коле, прави е. Иде второто пришествие. Тога што ми е така? Јонче, со поголеми дупчиња да ги направиш на секој месец да си оратва друга. Со високи токоци сакаш? Француски или англиски? Како на журнал. Што се со дупчиња ќе видат и со високи топучиња. Ама, мајстор Јонче, како што се договоривме, сакам Илче да ми ги направи. Што е, мајсторе? Те стаса клетвата. Она што срамуваше со мене, сака ти да им ги прави, сега ти се враќа!
Па што, мајсторе, јас се селутам како тебе, значи сум го изучил да биде помајстор од мен. Сеничко со светот тумбе, сено. Догледане. Догледане, Стрика Петре. Догледане, маме. Догледане. Догледане, Илче. Догледане. Значи... Вреј, лично, мојче, вреј. А јас зар сум грд, бре, мајсторе? Тој ти ли? Во чаша вода човек да ти испие, да не ти избуе. Ме чуди само како го маѓу со ова цвеќенци, тоа цвеќенце од добро коренче. Немој така, бре, мајсторе, јас мислев керче се стракало од тенџерчето, си го нашло капачето, а ти... Гачи, нема свирка сака. Море, не си ти крив, не си ти крив. Тој, мајсторо! Мајсторо! Чевлар, а се наконтил како аптекар со кукулче. Дури во песна го турија. Чекај, како беше она песна? Конте. Еме, јас ке ти ја испеам. Jonče Conte Trocko gordi brej, Jonče Conte Trocko gordi, more bre, leve bre, ajo tuka bre. Виде! И ти се смееш, а? Место да му го направиш грбот како меот, ти се смееш. Море мене да ме турите во песна. За тебе има една. Шо има? Не знам дали си ја слушнал. Шо има да? Se namera maški ženski brej, na dva djona 4 šila, more bre, lele bre, ajo tuka bre. Леле, сини земјо голку име. Ќе си одам, некој грех ќе сторам. Посели мајсторе, не лути се. Песна како песна, кој пезло не мисли, така вели нашиот народ. Повели седне, остави ги нив, како друго кажи. Како ти оди работата, подработуваш дома, имаш муштери, работа. Дома подкрпувам нешто. Ако не течит капит, ама капка по капка, ете ти море станува. Крпен живот да му се сневиди. Чевларите нагрбени од разни давачки ги напуштија дуќаните. Отидоја кај нив, во фабриките да работат. Знам, бата, а? Море, колку батковци се собрани таму во мрежата и како пајаци ни ја цицаат крвта. А тебе, мајсторе, ти речам нешто, па колку што сакаш му тимис. Целиот свет гори, сите подкреваат глава, бараат чарес, се организираат, а ти си се фатил за тие дупчина како слеп за став, тоа па тоа. Сум зборвал и пак ќе зборвам. Вие мислите, се што летат се јај? А ете чавка не се јај. Сами си ги ископавте гробовите со тие нови моди што ги внесовте во занатите. А сега светот гори, мајсторе, гасете го, бре, гасете го. Туку вие не го гасите, само го спутињате да се разгорува уште повеќе, да се шири по целиот свет, та пламенот да му го лизне небото. Мислиш, мајстор Петре ништо не знае, а? Не ми отворај уст. Види ваму. Не е така, мајстор. А излезте вие надвор. Ајде, чираци, излезете. А излезте. Не сте вие за вакви муабети. Ајде, млади, зелени. Имам јас очи и на Тилов. Па погледни, бре, мајсторе, свесно да не ги затвора дуќаните. По целиот свет се шири кризата, еве ја чука и кај нас наврата. За такви чебли какви што си ги правам јас, не ми се верви дека ќе има криза. А ти мислиш дека нивните фабрики ќе прават само модерни чевли? Ами? И опинци ќе прават, мајсторе, чевли од гума за постарите. Што зборуваш, Бреначе? Навлегува како чума на дворешниот капитал во земјата. Ќе никнат и нови фабрики. Па што, тоа ти против фабрики си? Не сум против фабрики, ама да се во наши раце, во раците на народот. Тогашниве капиталисти не ќе можат лесно да не уништат. Ќе ги биеме со рачна изработка, со поарен квалитет. Ама јас се плашам од онаа надворешна бујца што ќе не потопи и однесе. Ами кога ќе влезе туѓиот капитал во земја, ќе вади милиони чевли на пазар, ќе можеш ли да му се спротивиш? Ти вадиш по еден чиф на ден, и ако од нив не спечелиш неколку банки, не можеш да се прехраниш. А тој вади по 100.000 на ден. Ефтина работна снага, па поти машината, а тој ни лук јал, ни лук мириса, ќе го бере трудот на милиони работни луѓе. Мајката и тоа го има, а? Го има,
Една фабрика што се отворила во Америка била со таков капацитет што изнесувал за секој човек што се движи по земјава по 3 чифта чевли годишно. А тоа значи ние да ги фрлиме чеканите. Па кој ги пушта тие гадови во нашава земја, бре? Кој пушта? То ние од Врвон. Ќе им посаат по неколку милиони за пари, ќе си ја продадат земјата. Па што чекате вие? Што чекате вие, бре? Го чекате возот што ни го вети на изборите пратеникот кој никогаш нема да дојде во нашево градче. А што би ни препорачал ти, мајстор Петр? Јас ли? Море мамето, нивно. Еве што би ви препорачал јас. Да станеме сите заедно, да се турнеме таму и да им ги искршиме машињето. Од готово, бере се. И пак да работиме на стар примитивен начин, по 15 часа на ден. Не чини тоа, мајсторе. Не чини, ајде, кажи ти, што ти сече тебе умот. Кога дојде кај мене на работа, дојде со весник во джебот. Што мислиш ти, а? Еве, мајсторе, се согласувам со тоа што рече пред малку да станеме. Ама не да ги искршиме машините. Ами што? Ами да ги земеме во наши раце, да бидат во рацете на работникот. Добар ден, момент. Мајсторе, може да влезат Ајде, Ами ќе влезете, се разбира, се работите за вашите глави. Ви што вели мајсторот Јонче? Честита ви работа, мајстори! Чест да имаш, Чичко, повели седни сега, че Стане. организираме. Што е, Добре, Чичко. Бре, мајсторе, бре. Си вадел зоби, бре, мајсторе. Ти излагале, Чичко, јас сум челар, не сум доказ за заби. Остави тие маслати. Бочвор од комшијата твоја што ме пушти ке тебе ми рече дека се криеш, ама ти вели не излагај одукерто, не ти го истај зобот. Тој е белазалка. Тој. Ама не плаши се, бре. Не сум јас таков човек, не кажам јас никому. На душброд да му сака лошо, а ками на пријател што ќе ми стори добрина. Мајко, моја којка голема. Прости ми, Чичко, но јас дојдов пред тебе. Мајстор Конте ме стега чевли. Момиче, жити младо, жити се. Те стегвеле, сега не те стегве. Чекај, прво мене да ми го истај зобот, сетнете, мајсторе, ајде, голема болка си имам, Ајде, абе, Чичко, сиграл мајта Бочварот и со тебе со мен. Не. Зошто не појдеш на забел лекар? Доверно ви кажа Бочварот комшијата мој дека тие порво го дупеле месото со игла за да оттрупи немцино, а мојло да ми си поголема бега да ми отеки целиот суреца. А ја вели чеверот комшијата мој истеват зоби лесно, без болка, без пари. Ајде, та моја поголема болештинка си имам. Не моля, мајсторе. Мајстре, јас отидов. Каде? Кај комшијата, вчера му разнешав еден зап, да му ги разнешам и други. Значи ти си тој мајстрот, Значи крие тој мене. Доктор. Значи ти умееш, Кажи му мајстор Петре да дека ме вчера хлеб, кајте ме на колку души сум разнешав. Нема што, за владење го бива. Еве на колена пазнам пред тебе. Прво мене истај ми го зобот, сетне на комшива, не те пуштам, зашто голема болештина си имам, само преко мене мортог можеш да победиш. Чекај, Ами ти глуво ли си, бре? Ти рекоа нема да зоби? Зноја, ама ќе траја. Абе, Чичко, Кажи. слушај што ти рече мајстор Петре. Јас сум уште од дете докторот. Доктор без диплома. Така не. Ама и над попот има... Каков побре, дете, каков побре. Мајсторов на дујченот. Ама бре, мајсторе, ката мола, мајсторе, голема болка си има, бре. Ајде, бре, мајсторе, бре. Кото, се стори? Ајде, ката мола. Чекан. Кажи кој за... Чекай, овја, тукат ме рекникот. Не, бре, овја, бре. Овја. Боли? Како боли, бе, секајци, бе, како боли. Сега ќе ги оле. Канап. Господа ми ти поможи тоа се. Ако си сакаш некој момиче да си го земаш. На ова имам мерак. Ај помолите малку да видиме. Како не ќе помолитам? Господе, почуј ми молитва. Оведете да си го земите, имаме како да викате. Ленче, почуј ме, Ленче, да си го земаш, оведете за мош. Ако не ти чинит, да ме пукиш кој ќе ме срти за пут. Напазар, ајде. Готово се стори, чет. Ајде, ваму. Каде бе, како? Овде, застани и дигни ја левата нога. Како бе? Како петлите твои. Ти си видел како стат една нога? Не, како?
А ке? Ajde сега да го врземе. Како со канат за не со клешти, а? Брзо полесно да го извадиме, еве на комшијата, лесните се широки. Место еден, два му извади. А ова што ќе врзеш, што ќе искорнеш? Виде ум! Ајде, ајде. Ке ме бара со Борина кој... Полека. Че. Ваму ќе гледаш. Мајката дури овде му бил корен! Деца ми погода! Абре, Илче, Добре, дето и мене ме насмеавте, бе. Абе, момичо, го забравите, момичо. не се брза, мајсторе, фрлила око на Сандрета. А, па што че? Не сте да че. Ако да идат есенски дождови, носи ги, ќе се рашират. Ама многу... Па многу е стега. Па добро, ајде ќе ги прошириме. Сандре, Илче, еве работа за вас. Мајсторе, ако јас да ги земам и... Ти иде, ти би кој? Ама јас ја сакам. Што само да не сакаш и некој динар мираз да ти дадам? Само не знам дали таа сака. Ај, зашто да не сака? Ленче море? Ја поли му се? Мај бега мене ли ме најдовте тука? Не, бега. Сандре, Ајде, дете не, Дукатинче. не сакам. Ленче, во алта на ко се најде рđете и во него. Јас... мајсторе. Ај се, капарот. Не играј, мајца. О, не. Ајде, железото се кое дури е жешко. Ајде, нека сте сретни и благословени. Ајде се ръка. Многу ми е кај што Сандре ќе се одоми, ќе стане домачин. Јас сум првиот мајстор, кај мене го учеше занаатот. Мајстор забори, требат кошулја, бакшиш, како на свекор. Иду вас трикопете, како не. Ај, Благодарам, мајсторе. Ај, честито. Ај, честито. Ај, јас да си одам. Многу се задржав, ама и не жалам деца. Многу убаво ми беше со вас. Повели, мајсторе. Од сега, поначесте ќе ви идам. Повели, мајсторе, на кафе, на муабет. А и муабетот што го водим ме преđеска, ми дојде како мелем на рана. Ај со здраве, деца. Со здравје, мајсторе. Јонче, Повели? абе оној Кој бре, мајсторе? Оној што пошли работниците кај него да го праша за кризата. Алберт Томо. И? Ништо. Ја наведнал главата и молчал. Молчел. А ние нема да молчиме, деца. Ќе си кажеме што мака имаме на душата. Така е, мајсторе. Како прво, ова ќе го речам. И што сега да кажеме? Што? Мајсторе, ако јас да кажам додека се сетиш? Ја ли сака опитвање, кажи де. Сандре, дај го таквоето. Чекај, а ти какво е тоа? Таквоето? Не знам. Онакво е тоа. Какво е тоа? Мајсторе, еве, од мене и од Сандре, еден скромен подарок за сите добрини што си ни ги сторил. Повели. Мора угурсузи. Да нема внатре некоја жаба па да скокне кој... Ќе го отворам. И клетва давам дека нема да ви се налутам. Вака, ма. Вака да се. Добро. Луле и кесе за тутун, мајсторе. Благодарам, деца. Знаете ли колку убаво ми стана на душава? Ти нив со погрдни зборови, тие тебе со подарок. Море, деца, нешто се наоблачи, додам додека дошт не заврна. Мајсторе, уште нешто. Еве, за свадбата на Сандре Ленче ти такса кошула. А од мене и од Фанче еден чиф чевли што сам ќе ги направи. Многу е ова, бре, деца, многу. Штом Илче си ги прави чевлите, мајсторе, тој треба да ти земи и мера. Повели.
Ногата, майсторе. Ајде, мајсторе, ајде. Ајде, поведи. Пишувај, Санте. 23. 26. 46. Мајсторе, проштавај да те прашаме и тебе какви чевли сакаш, а? Мајсторе, длабоки, старовремски, со ластико или Плитки со лесни дјони. Мајсторе, Шарата клот или со звездички и дупчи. Ајде со здравје, поздрави ја мајсторица. Сигналот. Значи не постигнале спогодба за предложените барања. Сандре, Илче, сите, како што се договоривме, влегуваме на чело на штрекачите. Земајте ги паролите. Паролите! Мајстор бев и устабаша. Мајстор бев, станав чираче. За борч продадов дуќанот. За борч продадов алатот. С две раце су. И тија две. Скапаја се без работа. Как си дошол? Пак, мајстор. Само ти не лути си. Разбери, дете, не можам да те држам на работа. Треба да те пријавам во уред, да плаќам осигурување, плата, а од каде пари немам ни децата да си ги прехранам. Знам, мајсторе. Ама татко вели, оди без пари, јас ќе те издржувам. Само најди му се во оваа несреќа, бе. Несреќа, убаво рекол, несреќа. Ако те види некој ќе ме пријави, ете ти уште поголема несреќа. Ќе се крија, мајсторе. Разбери, дете, со нелуѓе имаш работа. Мајсторе, еве на колена паѓам пред тебе. Жити, дете. Жити, немилот. Не враќај ме дома. Не прави од мене говеда. Сакам занае да излучам. Ете, со тоа ме зак. Така е. Ај. Овие како тргнале, за нечија нема да остане. Сите ќе станеме нивни говедари. Шо правиш, Јонче? О, мајстор Петре.
Što pravamo, morate duk. Zdrožio. Poveri, sedmi. Će se napiješ jedno kafe? Ne. Ne treba biti. Duša mi je otrujena. Jesam te vidjel otkako si dojdo pod zatvor. Ne znam kako da ti se zablagodaram za ova golema dobrina što si se našao na ženami cara i na decat. Golema rabota. Treba gaseđe, sol, šeker, što dao gospod doma? Drugo zborbi, ne, drugo, kako ti odit rabotata. Kako? Nikako. Mušterija nema da vleze u Dućanov. Makar da vleze, da topcuje. Se isplašio ludjeto od štrajkot, što beš na tepanje, mamanje, u zatvor klavanje. Vi velef ja s vam, so glavan zid ne surivat, kućinja se tije. Trebaše posaglam da je fanete rabotat. Prokleti štrekbreheri, dominira štrajkot, ne gleda čori se kako mečke gi vodot za mucina. Če si je čukar pipernica taj den. A ubavu im sporuvaše slave. A slave si go napravi svoje. Ušte je vnatre. A doma mu majka, tatko, žena mu goduva. I kažem te mene, krijem te od mene. A dobro, ne sakav me, čovjek vo godini si... Što ako su po godini? Da im se istupore bijaso moje beli kosi pa nekako krenat kunda kod na mene. Majstore! Kaže Ilije. Evo Ilija. Slave tako pušti. Koga? S nošti. Go isprativ do doma. Bre, jaka duša. Ile. Majstor Petre. Majstor Petre. Zdrožu. Od koga te nemam videno? Ама мислев на тебе. Ајде. Секогаш кога ќе требаше нешто да сторам, ќе си речев: "Чекај, Илчо, пред да го сториш тоа, ајде изброј до 10." Арно не си го заборавил тоа, а? Не ќе заборавам и нешто друго, мајсторе. И што е тоа? И кај мене си фрлил некое вречуле брашенце, а не си кажало ти од тебе. Јас? Ти сечи тебе умот дека јас можам таква работа да сторам? Тогаш знам кој е. Кажи, не кој е? Полицейскиот писар Пузовиć. Ево го, мајсторе. Славе! Јунче! Ќе победиме. Чунте, господ, славе. Мајстор Петре, ви сте о затвор кизледам скршен и расколебан. Се измамија, мајстор Петре, се измамија. Аде, разбери го, де. Мене кога ме пуштија бугарите од затвор, пачавиците ми се влечеа по каунтермата. В затвор сретнав многу добри луѓе, ме засака како брат. Таму прочитав и многу книги, како што рекол некој, книгата е најсилно оружје. Така е. Дошол Сара, рече синула, па пушти. Добре, дојде, бе, сино. Добро те најдов, мајстор Како Коле. си, бре, Славети? Тебе посебно ти благодарам. Ама зошто не разбираш ти мене, зошто? Си ги помагал дома. Татко, мајка, децата, ништо, фамилијата. решивме, ние стари бе рековме, тебе ме разбираш и ние нешто да направиме за деца. Лајте, мајстор Коле, Ништо, лајте. му однесов на стариот некоја паричка, ништо. Колку зборуве, што е, како е работа. Здраво, Белозелка. А ти си оставил Белозелка. Седни. Што има да се каже, мајстор Коле? Што има да се каже? Лоши денови дојдоа за нас, за најчиите. Лоши, Славе, лоши. Ако продолжат вака, и самари фабрички ќе изнесат на пазар. Така, мајстор Петре, така. Слушнав дека некои фабрики ги наполниле магазините со стока и сега почнале 20% да отпуштаат од работниците. 10% без работа, бе, разбираш. Да затворија парата во стока, а муштери нема да ја купуваат. Сега почнаа да коваат други планови, мајстор Петре. Што тоа? Сакаат војна. Војна? Војна, мајстор Петре. И што правиме сега, бе, Славе? Ќе се бориме. Пак ќе штрајкуваме. Ако ги свртат пушките, ќе ги свртиме и ние. Така е. Кој ги прави пушките и бомбите? Се знае. Работникот. А кој е работникот? Ти. Ја, сиве ние. Сиве ние сме работници. Трајко! Што е? Не, Георгија, да му се запусти името. Машала. Сите сте се собрале, а? Ако еми, како? О, Славе! Си дојде, а? А валда му е? Многу штори за вас за нејчиите. Многу.
Ништо јас не сум сторил, Георги, ништо! Ајде, Славе, стоиш пред пријател, не си пред оние истражни судии што ти ја цицаат крвта со памук. Ти пред мене слободно отвори си го срцето. Господ ја гледа мојава чиста душа. Имаш некој поарен сведок од него, Ѓорги. Ако немаш, не врткај ме. Си имам работа. Го видели ти коле ова? На Господа со кал фрлаат. Не го видов, бе, разбираш ти? Сум се и заборел очилата за одблизу. Кажи ти, Иве. Ќе кажам. Светот е скала. Чекај. Светот е скала, велиш. Вие, чорбаджиите, слегувате, а ние, сиромасите, почнуваме да се качуваме. Тоа ти го рече, Ѓорги. Мене не можеш да ме накодашиш. Слушна ли, Петре? Како на најстар човек од градов ќе ти го речем ова. Дојдов со најубави намери, како кај браќа своји, а тој ме направи шпиун. Ако. Господ рече, ако ти удри некој шлаканица, не му враќај, подтури му го и другиот образ. А тоа боли. Бегаат од мене. Еве, јас не бегам. Само ќе ти речам, ако ми удриш лаканица, ќе ти вратам 2. Ако ми окараш мајка, 2 мајки твои за едната моја. Ај се, зборува, ама не сукај. Ај. Ништо, со Јончета имам нешто насамо. Зошто насамо? Зборува и пред него, еснав човек, ќе пресуди, ќе пресече. Така е, Јонче, така е. Меѓу другото, ние и немаме некои тајни работи што друг не може да ги чуе. Еве, нека чуе и Петре. Те нема кај мене да пазариш, да купиш нешто. А каде му е купалото, не го питаш. И за тоа ќе дојде редот. Пазариш кај моите конкуренти, а дека има едно тефтерче каде што твоето име е запишано, си заборавил? Каде лежи од зајакот? Море не сум заборавил, Ѓорѓија, и не купувам ништо од други трговци, туку работа се нема. Сите се свртија кон Бата, Бостон. Сам плеткам по нешто, крпачка работа. Калфи и чираци не држам, оти немам со што да ги платам. Ти верувам. Калфи и чираци немаш. Мајстор Јонче ме прати од дома по чевлите. А еве ги готови биле. За пари татко рече да го почекаш. Арно, ајде. Богу. Тоа што не држиш калфи и чираци, Јонче, тоа си е твоја работа, твој проблем. А јас си имам свој проблем. Магацинот ми се подиспразни. Бара нова стока. Јас сум човек од работа, за обрт пари ми требаат, а не барам туѓо. Своето си го барам. Борџот си го признавам и не сакам да ми го простиш. Само малку да ме почекаш додека ја соберам версијата. Ама работа не може, загуша да ги фати муштариите, дај пари или... И јас ќе речам едно или. Или ќе ми го врати Борџот, или ќе ти ги викнам свадбарине со барабанот, па тогаш уште полошо. Да, што си намислил, ќе сториш, се знаеме. Само запомни, ако почнеме со судови, и јас ќе барам да ми се плати работ, што сум ти го зголемил обртот. Ќе видиш. Се закануваш, Ја гледаш ли оваа меница? Отворена. Ти ја имаш подпишано. Не ти мене рабат. Јас ќе барам интерес на парите. Човеко, ако си маж, ако си татко, ако си ги создал на светот, те молам, смири ги оти, јас повеќе не можам. Ела ми, ваму, ламбе. Ела ми, синче. Неќе ме, сакаме левче. Дојдете кај мене, дечи. Дојдете. Не плашете се. Еве ми ти, пиле, едно динарче да си купиш ѓеврече. Еве и тебе. Треба да се помагаат бедните... На! Чувај си ги за тасот!
црква. Да Господ да ти ги прости греховите. Ти на мене голтарни заеден, разбери се. Морете ви зобна мълчаницата ја. Иде црниот петок и за тебе и за сите чорбаджиски ајдамаци. Елате, внучиња, елате, баба. Дедови Петре ќе ви купи и лепче и сиренце. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ова не ќе биде на добро. Добар ден, добри луѓе. Како сте? Вие ли сте стопанот на оваа фирма? Да, јас. Подпишете се. А што е тоа? Измина месец и неколку дена откако истече рокот за плаќање данок за ова тромесечие. А вие се уште не сте го сториле? Не, што не сакам да платам туку. Немам. Повеќето данок платив. Колку што знам има една мала сума, ќе ја платам. На државата треба се напред да и се плати, за да можам и јас на време да си ја земам својата плата. Во името на законот подпишете се. Но скршена пара нема. Така, значи, немаш, а? Е, па убаво, тогаш ќе ти извршам попис. Имате ли вие душа, бре? Отстъпи! Подпиши се. Еве на, земете ми ја и душава. За душата Господ е тој што е одговорен. Колега, сега е ред на вас. Како порачено, колега, имаме и двајца сведоци. Ти и ти. Сега да ве видам голтари. Вие му должите на уредот за месец март минатата година за два ученика 26 динари. За лани? Да. Невозможно. До последниот ден од кога немам чираци се е платен. Вие така велите. А уредските тефтери зборуваат поинаку. Или може би си мислите дека нашето државно книговодство лаже, а? Ами ако ви ја покажам признаницата, значи дека лажу. Нашето државно книговодство никогаш не лаже, господине. Тогаш ти лажеш. Тишина! Колега. Господа! Ова е навреда во вршење на мојата должност. А чекајте, Господ. Еве ја признаницата. Закачи си ја во рамка на зидот. Ако беше платено, кај ќе беше избрисано. Пиши. Пиши. Да ми биде. Две лачени кожи. Една коза барате, две кожи. Ако немате милост кон него, имајте милост кон децава. Неколку дена немаат каснато лепче. Оставете службата, нека проговори кај вас човеш. Тишина! Пиши! Две лачени кожи по 10 динари, 20 динари. Две... Остави ги кожите. Молам? Кожите. Ти реков да ги оставиш. Кој си ти? Уредски екзекутор. Ако ви значи тоа нешто. А јас даночниот. А кој сте вие што сакате да го знаете баш моето име? Тие кожи се мои. Ваши? Ги знаеме ние тие махинации, господине. Не сум јас вчерашен во ова служба. Пиши... Остави ги кожите, ако не сакаш да си ја загубиш службата. Молам? Што рековте? Ти значи ли тебе ова презиме нешто? Беломечевиќ? Како? Зар вие сте, господине? Илјада пати ве молам за прошка, господине Беломечевиќ. Извинете, извинете. Во текот на пописот се установи дека сета стока И сиот алат во дуќанот. Да. И сиот алат во дуќанот. Го чувајте ја тука и чевларската машина Сингер. Да. И машината Сингер. Уште од порано биле собственост на господинот Беломечевиќ. Простете. Не ни ова првина, господине Беломечевиќ. Простете. Простете ме, молам. Господине Беломечевиќ, се ќе биде Да, се ќе биде во ред. Довидување, Довидување. Чекајте, чекајте, господа. Па ние не се почестивме за убаво завршената работа. А ве поканувам во српски крал. Повелете. Само по вас, господине Беломечевиќ. За вас, господине. Ајдуци! Ајдуци! Остави ги, мајсторе, таква и ни државата, ајдучка. Господи,
Господи, што толку многу црно ни досуди, бре, Господи? Успокој се, Снао. Успокој се. Како да се успокојам? Ми иде вормен да фатам. Не можам веќе да ги гледам како се тркалаат по земјата од глад. Пискаат како некој душата да им ја зима, па мајка сум ме боли. Што да правам, жено? Маш си. Снајди се. Укради ако треба. Па не е греб. Да украдам? Не знаеш дека тоа не можам да го сторам? Стрпи се на се, има крај на маките наши ќе дојде. Кога? 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 Тоа прашање го поставуваат милиони луѓе. Милиони маченици стануваат, се спротивставуваат, гинат. Разбираш ли? Така е, Снао, право вели оч. Подобро чесен в земја отколку нечесен над земја. Па добро. Биди си поборник на честоста. Изигрува јунак, но помисли и на нас. Да бидеш чесен не значи да бидеш и будала и не можам веќе да знаеш, ви ти кажувам. Ке те оставам. Ке ти ги донесам децата и ваму ке ти ги оставам, па ти чукаеш и главата соби. Деца, откаде кајбат толку лоши мисли? Ма не е убаво толку да се паѓа во очај. Се иде во животот. И радост, и тага, и... Осавети ги тие лоши мисли. Ете, 12 се стори, а Петреица ме чека на ручек. Ќе дојдете и вие со мене. Што дал Господ ќе внесеме на трпеза? Оставете ги тие лоши мисли. Хајде, внучиња. Ќе ви купи дедови Петре симит. Бел, мек како душа. Ела ваму, ваму, дојди. Ќе ви купам симиче. Меко како душа. Ајде, Снао. Јонче, кој ќе го затвориш, дојди и ти. Ќе врлиме по некој ракијче, па нека пукнат душманите, да им е во мајката тоа, да им беба. Добар ден. Злато! Јонче! Што си се замислил? Гајли на Злато. Горе главата. Не му личи таа смуртеност на Јонче Конте. Не сум те видела одамна ваков. Откаде ти? Одамна се немаме виден. Да си сакал да ме видиш, би ме видел. Ах, често и јас потонувам во такви мисли како ти. Мислам на мојата несреќна судбина. Се омажив за немил и недрак. Од тогаш тлеам како запретан жар. Дојдов ако сакаш да ми направиш едни чевли. И два чифта ако сакаш, Злато. Немаш работа? Има ако сакаш да работиш на вересија, што да ти расправам од лошо по лошо. А имаш ли кроко кожа? Ако немам, ќе најдам. Па тогаш останува да ми земеш мерка. Видува, Злато, видува. Овие ги сакам. Добро. Многу си изменил. Многу. Не си веќе оно Јонче Конте. Девојчињата лудуваа по тебе. Многу пати се прашувам и јас каде отиде сето тоа. Кога ќе се сетам, чевли неизносени имав, нови порачував. Само да бидам во твојата близина. Колку ноќи имам непроспиени во спомени за она време. Како сега да ги слушам твоите ласкања. Злато, намили кога сум сам да ти земам мерка. А сега... Злато, Злато, ти беше и остана Злато, а јас еве гледаш се мачам како грешен ѓавол да спечелам некоја пара. Не е сета среќа во парите. Еве, јас ги имам. Наследив многу од мојот покоен маж. Но тие ме прават уште понесреќна. Мојот маж беше роб на парите. А зошто? Зошто? За една јама ископана од метро и пол како за секој смртен. На погребот не му дојде никој, само должниците и тоа поради мене да не ги прогонувам. Остави.
Како ти е цара? Ја познаваш? Како не? Како девојки си скубнавме по некој влакно за тебе. За Јонче Конте. Уште ја сакаш. Сакањето премине во љубов кон децата. Живот. Тебе барем ти се насме, имаш сладки дечиња. А јас немам ни рода, ни порода. Таква ми била судбината. Еве. Еве ти капар за чевлите. Злато, да не сум во немаштија, би ти рекол не треба. Земи. И ова ќе ти речем. Ако некогаш бидеш во неволја, ќе бидам среќна ако со нешто можам да ти помогнам. Ох, ќе забораве. Чевелов е за кај тебе. Ако можеш да го поправиш, ќе се прошетам малку, па ќе се вратам да го Добро, забавам. Злато. Бидува. Јонче, абе се смеја дојде ли нешто каша Мајстор направила Петре. Петреица, прстите. Добар ден, мајстор Петре. Добар ден, невесто. И вас ви имам во убави спомени. Ајде, бре. Ќе се вратам по Чевелов. Добро. Која беше ова девевче, бре? Ја знаеш, мајсторе, колку пати наминуваше кај нас надојчен, порачуваше чевли. Наминуваше заради мен. Па тоа ќе биде она момиче што го продаде татком за 30 лири. Ај, родним не виде, дамлак удри како Божја казна. Таа е, мајсторе, таа. Пукна ѓаволот, тргна работава на поарно. Ајде. Порача нови чевли и да ги поправам Па овие. дај, јас ќе ти поможам, синко. Па има мас во мене уште. Дај. Добро, ајде. Јас да ги скројам новите. Добар ден! Добар ден, добри луѓе. Добар ден. А, Јонче, нема лутење. Јас те предупредив. Ако не ми платиш веднаш, ќе бидам принуден да ја протестирам меницата. Долгот изнесува 741 динар, плюс судските трошоци за протестот на меницата по точка 6. Јасно. Јонче, еснафи сме, ќе те прашам уште еднаш. Плаќаш веднаш или, ако не можеш, ќе ти направиме попис на стоката и алатот. Коста, јас да те опитам нешто како еснав. Кога некој се нави, треба ли да му поможеш или уште повеќе да го турнеш во водата? Чекај, мајстор. Слушај, Коста, јас пари во готова немам. Ќе го продадам лосието што ми е спомено, татко ми ќе ти платам и тебе и на Ѓорѓиев. Не, тоа не може. Штом меницата е протестирана, треба да се изврши попис и по судски пат да се наплати. Друго Правете нема. како што сакате, само едно ќе ви речам. Засрамете се и ти и Ѓорѓија. Или јавници имате специјален однос на работниците. Уште нешто да ве опитам јас. По законот, правилно ли е да му се отуѓи на заначијата алатот што со леп го храни? Те прашам тебе, и тебе што е представуваш власта. Епа, како да ти кажам, има закон, ама има и подзакончиња. Мислено е за тоа, не труј си ја ти душата. Меѓу другото, ти си овде само присутен граѓанин. А еве те назначувам и за сведок на овој попис. А сведоците имаат право да одговорат само на поставеното прашање. Ај, да му се сневиди. А барате нешто, господин писаре? Цигарите сум ги заборавил во канцеларијата. Еве, цигари. Да не ден губиме, зашто уште многу други државни работи ме чекаат. Колку мајки ќе разплачат се били. Ше замолкнеш ли ти веќе еднаш, куче скапано? Некако не ви е срам да кревате рака на стар човек. Толку ме изнервира ова старо магаре, што не знам каде ја ставив кутијата со цигари. А, еве. Бесен сум, како рис сум бесен. Заборавете на тоа. Наредбата на вашиот началник. Да, имате право. Повелете, господине Коста, да си го земете своето. 3 Коста, кожи. остави ги кожите, Коста. Мо? Ти реков да ги оставиш кожите на место. Што се случува овде? Тишина! Што се случило овде, ме разбираш ти цела чашија кмината на носе, што? Тишина! Повелете, господине Коста, вие имате право да си го земете своето. Ти уште немаш протестирано својата меница, Ѓорѓија. Овде има ред и закон. Остави ги кожите, ти реков, тоа се мои кожи. Пушти ги кожите кога ќе... Остави ги кожите! Што барате вие? Го барам својот дел. А имате ли вие налог за попис? Ова е налог. Ѓорѓија Беломечевиќ, дворски лиф. Беломечевиќ?
Извинете, господине Беломечевич. Каде ми бе очите? Како добро не ве загледав. Се личите многу, господине Беломечевич. Како пукнати. Извинете, господине Беломечевич. Извинете, господине Беломечевич. Тишина! Се по ред и по законот. Јас сум првија протестирав, меницата прв го барам своето. Тишина! Се јави уште еден побарувач. А по законот, ако се јави уште еден побарувач, се стопира пописот. Додека обете страни не постигнат согласност. Така е, сложника луѓери и петок мрцат. Тишина! Да ќе дозволиме овие голпари и фукари да не се смеат. Ќе речат винаги чорбаджине се фатиле загуша како джамбази на пазар. Не само тоа. Се догодиме, Должникот има и лозија за продавање. Се согласам. Јас ќе ги земам седмијата машината сингер и алатот. Ти озјетла. Видува? Бидува. Само не за тебе да знаеш, туку да не ни се смее чаршијата. Гледате ли луѓе, што прават овие? Не луѓе, нема да успеете! Посегне ли некој нова сиромаштија, ќе го задавам с овие ради. Немавај, Петре! Закревање рака на власта се оди на робија! На новој свет, ако треба. Мајсторе, не си запустувај куќата заради мене. Смири се, мајстор Петре. Можам ли јас да ставам крај на оваа комедија? Ти не разбран цару. Колку пари бараш од јончета? 1427 динари. А 20 динари ти дадов назаем за да го платиш порезот. Вкупно 1447 динари. Еве ви 1500. Зато не треба. Остави. Извинете, мадам. Вие мене не ми должите ништо. Парите си ги барам од него. Земи, Јонче. Земи, фрли му ги блице. Земи. Фрли му ги! Засити се. Слушај, Јонче, па да се разбереме, нели луѓе сме. А сите душа носиме, ако ти требам, ти само повели кај мене. Да. А вам колку ви должи? 2499. Повелете. Значи треба да ви вратам динар Не куш. треба. Меницата. Така е снао, за кусурот нека си купи сиџинка да се обеси. Нема ти се Јонче, таква ти е трговијата. Јас си понатаму ти стоја на услуга. Што треба прати по случај бланко меница подпишана, отворена. Зато ти многу ме задолжи, јас не знам како ќе ти содолжам. Не треба, Јонче. Помагајќи ти тебе, јас самата си помогна. Довидување. Довидување за. Се иде во животот. Ако некогаш нешто ти затреба, побарај ме. Невесто, не само Јонче. И сите ние сме ти благодарни. Довидување. Не остана човештина на веков си мислев, ама еве имало. Да, еве го има. Еве жив, Иле! Здраво. Баш добро што сте се собрали вака сите. Кажи, Иле. Внимавај малку. Што радост Петре, да ви ја прочитам телеграмата што ја испративме. До Министерството за трговија и индустрија Белград. Ние чевларските занаетчи, мајстори, калфи, чираци, протестираме со еднодневно затворање на дуќаните против неправдата, против нечовечноста, што наши другари невини гнијат по затворите, а децата нивни и жените гладуваат. И да не должам понатаму, затворањето на дуќаните и телеграмата ги разнеша. Умува, се заканува, видеот и со нас нема играчка. Ги пусти, славете и другите. Ако сме секогаш вака сложни, Така. многу нешто ќе добиеме. Ќе добиеме? Кризата не иде од таму, мајстор Петре, што работната рака се повеќе се заменува со машина. А не? Индустријата треба да се проширува и усовршува. Така е. Тогаш би биле најсрекни. Чек, не можеме да разбираме. Што не разбираш? Не разбирам Што? сега. Како можеме да се бориме против кризата, кога машињето е предизвика кризата? Па машињето... Точно, мајстор Петре. Тие... Машините ја предизвикаат. Но каде? Каде? Во капиталистичките земји. Таму каде што машината му служи на еден човек да си го полни джебот. Додека онаму, каде што со машината работи работникот, работата стои поинаку. Таму нема магнати, нема приватен капитал.
Целата индустрија му служи на народот. И народот ја ползува, а не тие. Таму индустријата се разгранава. Железничката мрежа ги поврзала сите градови и градчиња. Хидроцентралите ја задоволуваат сета индустрија. Ја осветлили овчарската колиба. Изградени се асфалтни патишта, нови згради. Абе, трактори орат! Машини жнеат, машини сеат, се со машини. Че, па што ми е така? Ама што правиме ние додека не дојде тоа златно време? Дозволете јас да објаснам. Ајде. За да преживееме додека дојде тоа златно време за кое сонувам. Мајчето му е здружување на мајсторите и калфите. Само здружување, мајсторе. Мајсторе, не заборава и нас чираците. И чираците, и чираците. Еве да речеме дека имаме околу 100 чевларски дуќани. И кога сите би се здружиле во една задруга, место 100 кири ќе плаќаме една, место 100 даноци еден, место да горат 100 ламби ќе горат 2-3 и се така. Така ќе ги намалиме трошоците, а со тоа ќе имаме можност да ги поевтиниме чевлите. А тоа ќе биде добро и за сиромавиот наш муштерија. Ќе се бориме со ефтина и квалитетна работа. Ефтини и здрави чевли. Ќе си ги вратиме муштериите. Нема да бидеме експлоатирани и никој нема да ја јаде нашата почва. Така е, и волците сити, и овците на број. Што ми е така? Јас прв кревам рака за задруга. Јас за вашата, Петре, ако треба, еве ме разбиеш. Или не ме сакате, а? Не ме сакате, зашто умеам да правам чевли со дупчиња, со... Како не те сакаме, мајсторе? Ние размислуваме да те ставиме за председател на задругата. Опа! Да живее председателот! Не така, да ја фанеме работата по умење, не по старост. Добро, што мислиш ти, ајде? Слушајќи го Преđа Илчета, како умно и напредно зборува за тракторите, за кризата, за машини, си велам кај отиде дето, па нека оди уште подалеку, еве јас го предлагам за председател на задругата, а Јонче негов заменик. И тој е арен, и тој нема влакно на јазик. А јас бре, мајсторе, а јас? Ај, па много око не му треба. Мајсторе, за задругата ни треба секретар. Да. Пете! Тој нека биде секретар. Диме! Повели, мајсторе! Диме! Трсај како ветер! Чекај! Чекај да ти кажам како да трсаш. Диме! Трчај како ветер да те носи и однеси оваа радосна вест кај сите наши домашни. Ајде! Да појдам и кај мајсторицата Петрејца, Ей, мајсторе. Петрејца! Да, највеќе ќе се израдува. Везден ми толче сол на глава. Пушти ги децата, бре, Петре, бре. Порно мислат од... Ајде, нека вие со среќа, деца, и со успех. Еве, од сега почесто ќе ме гледате во дуќевно време. Не за друго, туку да ги пренесам вашите здружувања и кај нас шивачите. Ајде, нека вие со среќа. Па добро е, зарем ние сме почули код вас? Ама ние штрајкуваме. Па и ние ќе штрајкуваме. Мајстор Петре, мислев дека јас ќе ви израдувам, а вие веќе весели. Весели, радосни сме, Славе. Се спогодиме да се здружиме во задруга. Сега да ги видам оние тата, бата, Бостан, Мостан, ќе им конкурираме, ќе правиме поевтини. Така, мајстор Петре, така. Читај, Јонче. Ајде, Јонче, јас да почнем. Читај. На денешното собрание Министерскиот совет донесе и уредба со која им се забранува на индустријалците да отвораат продавници во места под 50.000 жители. А во места над 50.000 жители можат да имаат само по една продавница, со тоа што едно индустријско предпријатие не може да има повеќе од 10 филијали низ цела Југославија. Ми се насмеа. Две победи извојувавме чевларите, уште колку како бисери на ѓерданчи. Да живее за другата! Ајде ги нестите. Што е? Да, чекај, Илче. А Сабајле како ме испрати на работа? Што ти рече Сабајле? Од мене човек не бивало. Мре, како не бива председател бива? Кој Илче, ви сте? Кој знае како бе секретарот? Па таков треба и да биде, да подвика, ако треба и да... Немој и да, зашто тој е секретар. Сандре!
деца, радостен и весел сум. Видя да викнам с ова мое рапаво грлиште, да ме чуе целиот свет. А? Коле, шеја ни се с главата ти? Абре, убаво ме разбираш, сето тоа е убаво, ама... Многу арно не е нарно. Ајде, бре, весел ба не било нарно. Неко би наложил. Ајде, честита задруга! Жанет, ова се мои браќа. Bonjour. Comment ça va? Сабајле. Je m'appelle Jeannette, oui. Sotirčo, makedonski, rečam, kako shuga, nemat huga. Сам си ја наредил работа. Само ми како? На волкот зашто му е дебел вратот? Сам си коле овца. Ако чека волкот... Деца, ова наша радост за другата ќе ја прославиме со играње и пеење. Така, мајстор Петре. Црни очи љубав ја, Crni oči ljubav ja, i da ljubiš i da gledaš, vajde nema, dušo moja, šekerna, ti kaleša neverna, šekerna, ti kaleša neverna. Kaj tam vedi ljubav ja, vedi ljubav ja, i da ljubiš i da gledaš, hajde nema, dušo moja, šekerna, ti kaleša neverna, šekerna, ti kaleša neverna. Ај, младите. Сега Сотирчо ќе ни испее една од модерните. Тие што си ги пееме по вечеринките. Ајде, Сотирчо. Синџирот. Санжиле дам! Деца, сега... Мајсторе, вака. Пушти ме јас. Ајде. Вака, кој што сме сите збрани и за слога дадовме збор, стомаците да ви беа полни, ќе ве натерав да пеете во хор. Колку е тешко, работа да немаш, да издајавење. Некои си милионери со своите капитали, робарина, пролетери, затворија, дуканчиња мали. Колку е тешко да пееш младе. Никој да не мрде! Ти реков јас дека многу арно не е нарно. Тишина! Така значи, а? Качен на трибина, го повикуваш честното граѓанство на бунт. Илче Бојаджиевиќ, во името на законот тргај со нас! Илче!
Сега зборот го има позиварот на војниот одсек. Повели. Командата ги бара итно да се јават на вежба. Славе Темелковиќ. Јас. 9-ти пешадиски полк Пожаревац. Јонче Трпевиќ. Пешадиски полк Иваница. Сандре Митевиќ. На отслужување на војниот рок во Билеќа. Веднаш да се јават во командата. Деца! Деца!